Ајден вести. 30 дена притвор за обвинетите за педофилија Насте Деспотовски и Добрила Ѓорѓиовска од крушевското село Пуста река. Осомничени се дека сториле кривични дела полов напад на дете и прикажување на порнографски материјал. Деспотовски и Ѓорѓиовска ја негираат вината. Полицијата ги испрашува трите малолетни девојчиња. Златка Пурковиќ со повеќе детали. На осамената фарма девојчињата на возраст од 12 до 14 години двојката ги привлекувала, прикажувајќи им порнографски филмови, купувајќи им подароци, а потоа и сексуално ги злоупотребувала. Едно од девојчињата е било и во роднинска врска со Насте Ѓорѓиовски. Токму поради ова и жителите на Пуста река, село оддалечено 15 километри од Крушево, долго време не забележале ништо сомнително во честата посета на девојчињата на фармата. Него имам човеков видено, си работи честно и поштено. Вакви работи не го имам видено да прави. Овие двете девојчиња се движеа често пати кај нојоите овде. Случајот го откри крушевската полиција која на фармата за Ноеви во селото Пуста река пронајде порнографски материјали, фотографии од сексуалните оргии на 53 годишниот Насте и 36 годишната Добрила со девојчињата. Насте Деспотовски и Добрила Ѓорѓиовска негираат дека сексуално ги злоупотребиле трите малолетни девојчиња, изјави денеска заменик обвинителот во Прилепскиот суд Ристо Шошевски. На сослушувањето тие признале дека девојчињата доаѓале кај нив, но не кажале дека имале сексуални односи со нив. Двојката Деспотовски и Ѓорѓиовска од синоќа се во притвор заради сомнение дека силувале три малолетни девојчиња во период од 1 година. Во полицијата се сомневаат дека бројот на силувани девојчиња е поголем. Случајот е откриен кога Деспотовски се обидел преку телефон да намами уште едно девојче, керка на полицаец. Судијата Василка Симоновска денеска ги сослуша и девојчињата. Деспотовски на полицијата е познат од порано бидејќи е осудуван за кривични дела поврзани со дрога. Насте и Добрила во вонпрашна заедница живееле 8 години и немале деца. Во Македонија годинава се регистрирани 10 случаи на педофилија. Експертите велат бројката е многу поголема. Само во Меѓаш има повеќе од 200 пријави на сексуално злоставување на деца. Злоставуваните деца најчесто ги познаваат педофилите. Тоа се луѓе од нивната околина, добри чичковци, блиски пријатели на нивните родители, па дури и роднини. Само оваа година полицијата регистрирала 10 случаи на педофилија. Според официјалната статистика, 4% од децата се сексуално злоставувани, но бројката е поголема, велат експертите, затоа што поради страв, срам или закани, насилството често се премолчува. Може да се препознаат, вели доктор Левенски, но лек за педофилите нема. Они се детектираат и јавноста може многу лесно да го открие. Меѓутоа, на нормалниот човек кој размислува онака како што треба, не му паѓа на ум да помисли за таква деструкција кај соседот, кај пријателот, кај другарот и така натаму, па дури и некој ако од нас има во семејството. Кајна за облюба врз дете предвидена е затворска казна од 1 до 10 години. Прилепскиот професор по музичко одлежува казна затвор од 6 години. И додека светските лидери создаваат меѓународен регистар на педофили за нивно поефикасно следење, во Холандија педофилите регистрираа партија. Братска љубов, слобода и разновидност, вака ја нарекоа. Холандските педофили бараат симнување на возрастната граница кај децата за сексуални односи од 16 на 12 години, легализирање на детската порнографија, легално прикажување и промовирање на насилна порнографија. Првата детска амбасада во светот Меѓаши се приклучи кон светската петиција против регистрирањето на оваа партија, затоа што представува опасност и директно ги злоупотребува правата на децата. Сакаме во холандската легислатива, ние како меѓународна организација за заштита правата на детето, да се забрани, не му се дава легитимитет на оваа партија, да се забрани од политичкото здружување на педофилите не само во Холандија, туку во целиот свет. Само на СОС телефонот во Меѓаши годишно има 200 јавувања од деца и нивните родители кои пријавуваат дека се жртви на насилство, физичко, психичко и сексуално.